Почитувани гледачи, вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. За растот на македонската економија, падот на невработеноста, за странските директни инвестиции, за новиот буџет за 2017 година. Вечерва отворено зборуваме со моите и ваши вечерашни гости. Имам двајца интересни луѓе, се надевам кои ќе го привлечат вашето внимание. Со мене во студиото се министерот за финансии Кирил Миновски. Добро вечер и добре дојдовте во телевизија Нова. А со вас е и дополнителниот заменик министер за финансии Кире Наумов. Иако работите во иста зграда, сепак имате диаметрално спротивни ставови за економијата, бидејќи доаѓате од две различни политички партии. Успевате ли понекогаш да се напиете кафе заедно? Мислам дека досега во овој релативно краток временски период имаме добра комуникација, дискутираме околу некои теми кои што се поврзани со работењето. Се надевам дека ќе продолжиме со добрата комуникација и соработката во периодот додека имаме техничка влада. Добро вечер на гледачите. Благодарам за поканата после долго време. Одлично е тоа и добро е што и вашата телевизија и вие после долго време ме поканувате пред тоа додека работевте во МТВ и сега после неколку години што имаме прилика да дојдеме тука на вашата телевизија и одлично е тоа што за прв пат имам прилика да некој од ВМРО ДПМН, едноставно министерот, што е многу добро и што е уште еден показател за како човек се работи, што прифати после така кратко време да разговара со од другата страна, да биде некој што не е од владеечката гарнитура. И морам да признам тоа е точно дека на почетокот имаме одлична комуникација, дека ако е за споредба, периодот кој што е волку краток, колку имаме разговарано и седено со министерот Миновски, за целиот период од 6 месеци со господинот Старевски не успеавме да искомуницираме, но морам да кажам дека на почетокот, ако се сеќавате, исто така имав позитивен став за тоа како ќе оди соработката и со господинот Старевски, но подоцна таа комуникација целосно престана. Добро, тука сте да ги кажете вашите ставови, иако Наумов отворената покана важи не само за вас и за другите ваши сопартијци, членови на СДСМ, представници и учесници во владата. Поканата е отворена. Телевизија Нова секогаш сака одблиску да ги приближи ставовите на сите политички партии, особено на најголемите, на ВМРО, ДПМН и на СДСМ. Јас зборувам за себе, мене, ако се сеќавате, после 3 години прв пат сте ме викнале во економска емисија. Не, во телевизија Нова сум неколку месеци. Ова е прва, се надевам, не и последна покана да продолжиме со содржината. Миновски, излезе податокот на државната статистика за растот на бруто домашниот производ. Во вториот квартал имаме раст од 2,1%, можеби тоа е под проекциите на Народната банка и на владата со оглед на политичките случувања во земјава. Една општа оценка во каква кондиција е македонската економија? Најнапред ја би сакал да говорам малку за последиците кои што ги имаме од политичката криза која што трае веќе подолг временски период во Република Македонија и секако таа политичка криза има негативен импакт врз економските процеси во државата. Од тој аспект, доколку се земе во предвид негативниот импакт на политичката криза, можам да кажам дека македонската економија добро се справува со сите последици кои што таквата криза ги носи, заради тоа што таа влие психолошки и на инвеститорите, меѓутоа исто така и на потрошувачите генерално. Тоа го покажуваат и параметрите кои што ги добиваме од вториот квартал. Во првиот квартал имавме раст од 2%, во вториот имаме нешто повисок раст. Тој раст воглавном пред се должи на растот во секторот градежништво, меѓутоа исто така и на растот на извозот. Растот на извозот воглавном е резултат на активностите на странските инвеститори, пред се во технолошко-индустријските развојни зони, додека пак кога говориме за градежништвото можам да истакнам дека државата преку буџетот дава голема стимулација на градењето, го стимулира градежниот сектор, а индиректно градежниот сектор влие и на развојот на останатите дејности, на останатите гранки. И тоа исто така воедно е потврда на тоа дека макроекономските фундаменти, економските политики се исправни, дека дури во услови на политичка криза македонската економија сепак е во добра кондиција и дава позитивни резултати.
Македонската економија, според министерот за финансии, е во одлична и во добра кондиција со оглед на политичките турбуленции во кои живее земјава. Знаеме дека последните години за економските успеси бевме пофалени и од реномирани меѓународни финансиски институции. Видите, ја не слушнам баш дека господин министерот кажа дека е изворетна ситуација, рече дека е задоволен од тоа како изгледа економијата или како е таа прва во услови на политичка криза. И се тука, знаете како, во целиот мандат од кога е оваа влада, постојано кажуваат, односно официјалните лица од ВМРО ДПМН, дека ние постојано се наоѓаме во криза. Ако се сеќавате за годините пред тоа, освен првите 2 години, кои што по инерција од претходните политики, бидејќи не можете за 1 до 2 години направите било каква економска политика која што ќе има импакт и веднаш да имате високи стапки на раст, или најголем дел од претходната инерција, освен 2007 и 2008, сите стапки на раст се незадоволителни. Или се стапки на раст кои што представуваат за држава која тргнува како Македонија од толку ниско ниво на раст или на развој на бруто домашниот производ, ако го мериме со тој критериум, незадоволителни стапки на раст. Ако се сеќавате, значи ние имаме, или не се сеќаваме, тоа е официјален податок, просечната стапка на раст во сите години на владење ВМРО ДПМН е 3%. За држава како Република Македонија тоа е статистичка грешка. Какви беа во време на СДСМ стапките на раст? Сега ќе ви кажам, не знам зашто одма треба да го споредувате тоа, но со податок од Народна банка 4 последни години, 2002-2006 просечната стапка на раст на СДСМ е 3,7%. И внимавајте, никогаш јас го кажам само тој податок. Не велам дека тоа било одличен раст. Јас тврдам дека од 5-6% за Република Македонија не успех. 3,7 се просечните стапки на раст во тој период, официјален податок на Народна банка, преземени од Државен завод за статистика, наследена држава после реален конфликт во 2001. И ако некојаш зборуваме за Република Македонија дека била во криза, реална криза за која што реално може да кажете дека во економијата имате големи проблеми, е 2001. Така е, но сепак не може да се избегне дека 2008 Македонија трпеше последици од светската економска криза, а веќе 2 години сме во политичка криза дома. Вие го повторувате тоа што постојано власта го кажува. Ние постојано Ние ве потсетувам на статистиката ако ги мерите податоците. Постојано одиме на тоа дека имала финансиска криза, дека имала должничка криза и така натаму и така натаму. Фактот е дека просекот е 3%. Ако се сеќавате само да додадам две работи и ќе завршам. Во услови на почетокот на должничката криза, официјални лица, господин Одиновски, не знам каде бил тогаш и окей, но он ја застапува таа опција. И министрот на финансии, и премиерот, и другите министри од економските ресори на владата кажуваа дека ова е голема шанса за Република Македонија. Ако се сеќавате на тие изјави, тие велеа пргава е македонската економија, банкарскиот сектор е премногу стабилен и така натаму, и велеа дека во услови на криза која се случува во Европа и САД, Македонија ќе расте со не знам какви стапки. Ако се сеќавате, секоја година министерот за финансии правеше буџет во кој што велеше дека стапките на раст стартно ќе бидат 4,5% и така натаму. Ги завршувавме 2009 и 2012 со минусни стапки на раст. И ако знаеле дека постои криза, треба да се адаптираат на тоа. И за крајов, ако зборуваме за политичка криза, ние може да анализираме најверојатно Министерството на финансии требало да ја направи анализа каде тоа влија и колку се влијанијата. Тоа е нешто што може да го направат дури и не знам, студенти на економски факултет, да направат анализа колку тоа влијае политичката криза на самата економија. Колку тоа ќе беше стапката на раст ако не беше политичка криза, сега има стапка на раст 2%. И само уште едно нешто. Кога говориме вака, ако се абстрахираме и имаме само академска расправа, може да зборуваме вака. Но мора да кажеме од каде и кој ја почнал и зашто е се тоа што се случува, односно како почнала оваа политичка криза. Но за политиката, мислам да зборуваат сепак, ние овде ставаме акцент на економијата. Ама ја морам да додадам. Оваа политичка криза, се што не се случи овие 2 години, е заради тоа што оваа власт работела така како што работела, затоа што има огромни прекршувања човековите права, криминал, корупција и слично, кое што не доведе до оваа ситуација. И сега, јас седам тука спротив министерот за финансии, се наоѓам во зградата на Министерството за финансии како дополнителен заменик министер, бидејќи цел свет утврдил дека
во оваа држава нема демократија, дека се трошат средствата за изборна корупција и дека мојата улога таму е таа. Тоа е вашиот став, сепак Не, поинаку тоа е став, ставот тоа е на став министерот за тоа е став финансии на на меѓународната првиот заедница, финансиер. на Прибе и на сите оние што доаѓаат тука. Впрочем, техничката влада е еден од алатките како треба да се спречи, да се обидеме да се спречи тоа. Па добре, ви имаме шанса на 11 декември, па очекуваме да видат какви ќе бидат резултатите. Значи во однос До 11 декември имам уште денови. со оглед дека во овој релативно краток временски период имав прилика да изготвувам два ребаланси на буџетот, можам да кажам дека првичните проекции во почетокот на 2016 година за растот беа 3,7%. Врз основа на статистичките податоци воедно се потврдува дека највисока стапка на пораст на бруто општествениот производ Република Македонија имала некаде во 2007 година. Во подоснежниот временски период таа се нивелира на околу 3% раст. Дали е малку или многу 3% раст, јас се сложувам дека ни е потребен можеби раст од 5-6, дури 2 години рецесија има. Значи, имавме рецесија заради тоа што македонската економија го осети импактот на глобалната економска криза. Таа започна во Соединетите Американски држави, потоа се префрли во Европа и нормално со оглед на тоа дека Германија е еден од нашите најбитни партнери, тоа се пренесе и на македонската економија. Меѓутоа, како и да е, она што е заедничка констатација е дека ни треба повисоки стапки на раст, меѓутоа воедно треба да се гледаат и параметрите на споредување на висината на бруто општествениот производ по глава на жител. Доколку се споредат податоците, например, во изминатите 10 години, ќе видиме дека тој е речиси двојно поголем. Заради тоа што кога се говори нели за висина на долгот, треба секогаш да се имаат и во предвид и овие параметри, да се види дека имаме и позитивен тренд во растот на бруто домашниот производ. Меѓутоа, неминовно е, како мала и отворена економија, ние да размислуваме за повисоки стапки на раст на бруто општествениот производ. Тоа е желба и на позицијата, и се надевам на опозицијата и на сите граѓани во Република Македонија. Сите сакаме да имаме заврзан економски раст. Она што јас можам да го кажам е дека голем дел од политиките се на здрави фундаменти. Тоа ни беше потврдено од страна на сите инвеститори во време на инвестицијското роудшоу. Впрочем, и интересот кој што го покажа инвеститорите беше многу голем. Беше многу голем заради тоа што смета дека економските параметри се добри и тоа ни го кажуваат сите меѓународни финансиски институции дека главниот проблем е политичката криза. Ако ја мериме политичката криза во проценти на камата кој што ја плаќаме при задолжувањето, на пример при евроврзницата, тоа висината на каматата е повисока за 1,8-1,9% од онаа кој што би ја добиле врз основа на макроекономските параметри. Тоа е показател дека политиките, значи генерално поставените политики од страна на владата на Република Македонија се добри, меѓутоа импактот е негативен. Многу е тешко да се квантифицира импактот на политичката криза, меѓутоа еве има некои бројки, некои проценти кои што даваат некакви индиции за тоа колку ние како Република Македонија плаќаме повисока цена поради овие случувања. Морам пред тоа, значи да не релативизираме две работи. Може да зборуваме и за бруто домашниот производ пер капита, и ќе ги видите и тие податоци, нормално е, а за 10 години, дека врз основа само на инфлација вие ќе имате повисок бруто домашен производ во глава на жител. Но ако се споредуваме со Европа, тоа е факт, сега после 10 години бруто домашен производ по глава на жител во Република Македонија е трет од позади во Европа. БиХ, Косово и така натаму. И тоа е факт. Пред тоа не било така. И пак нема да велам во времето на СДСМ, но пред тоа не било така. Тоа е една работа. Сега, и само уште ова, може да говорите колку бил интересот за евроврзницата и најверојатно ќе зборуваме и за евроврзницата. Во моментот на пазарот знаете дека постои голема понуда на капитал, дека ниски се каматните стапки на развиените држави, дека нема да мислите дека за Македонија се тепат Германија издава државни евроврзници со нула каматна стапка и таму интересот е голем. Ние имаме една од највисоките, дури приближна во овој момент кои што ги имаат една Грција и Русија после сето она што им се случува. А колку не фалат меѓународните институции, господин министр. Стандард и Пурс во 2005 година кредитниот рейтинг на Македонија го позиционирал на ББ+. Потоа
2008 го намалува кредитниот рейтинг на ББ, во 2014 уште еднаш го намалува на ББ минус. Фич само пред некој ден го намалува или пред неколку недели од ББ плюс на ББ. И само уште оваа реченица. Намалувањето според официјалното соопштение од кредитната агенција е заради темпото на задолжување, потоа заради неисполнување на фискалните таргети години назад и сомнежите и немањето на правна разрешница за огромните корупцијски скандали на оваа. Да објасниме што значи намален кредитен рейтинг. Нигде нема политичка криза како што вие ја третирате. Намалувањето на кредитниот рейтинг негативно влие пред се на задолжувањето на државата, заради тоа што државата во случај кога има неизбалансирани ставки на приходи и расходи, мора да се задолжува, да ги обезбеди тие средства за да ги финансира собствените буџетски потреби. И кредит рейтинг агенциите, постојат повеќе кредит рейтинг агенции кои што се познати во светот, Fitch, Standard & Poor's, Moody's, кои што го оценуваат кредибилитетот на Република Македонија, односно способноста на оној кој што ги зима парите да ги врати тие пари, значи на должникот. И од тој аспект тие се значајни заради тоа што меѓународните инвеститори се водат од тој кредитен рейтинг и врз основа на тоа оценуваат со колкава каматна ставка ќе позајмуваат на Република Македонија. Значи имаме различити толкувања во делот на намалувањето и причините на намалувањето на кредитниот рейтинг, заради тоа што го имам читано и детално објаснувањето и од Standard & Poor's и од Fitch. Кај Fitch мислам дека немаме промени во кредитниот рейтинг. Она што се истакнува како главна причина е политичката нестабилност и политичката неизвестност. Значи во однос на овие другите параметри, а тоа се фискалните параметри, ние разговаравме отворено и со представниците, значи на нивниот тим кој што доаѓа на редовна основа да врши проценка на кредитниот рейтинг. Констатацијата е дека генерално во однос на фискалните таргети Република Македонија стои добро, во однос на висината на јавниот долг исто така. Така да тоа е она што можеме да го кажеме. Секако дека трендот на или намалувањето на кредитниот рейтинг не е позитивна работа, меѓутоа и тој во голема мера, односно во најголем дел се става во контекст на политичките случувања во Република Македонија. Јас се надевам дека со брзата разрешница на политичката криза после изборите на 11 декември, кредитниот рейтинг ќе се движи во една позитивна траекторија. Зборуваме за економскиот раст, за кредитниот рейтинг и за кондицијата општо на македонската економија. Тргнавме од официјалните бројки и податоци на државната статистика. Освен за растот на бруто домашниот производ, статистика забележи и пат на невработеноста. Во последниот податок, официјален, за вториот квартал таа се спушти на 24%. Наумов, ваква невработеност одамна немала Македонија. Невидено, да. Видете, да, тоа е за државна прослава. Господин Новиновски е економист и разбран човек и еве сега о истото сум го говорел во една прилика и со премиерот. Значи, студентот прва година ќе ве запраша и ќе побара, ќе ви каже дека нешто имате вие проблем со овие бројки што ги излегуваат. За да се намалува вака драстично невработеност. Тоа претпоставува дека вие отварате работни места. За да отварате работни места, вие треба да имате инвестиции на кои што ќе абсорбирате тие работни места. Може да ми го објасни некој, тогаш не можеше ни премиерот, како тоа имате такво намалување на невработеноста, а имате такви како што ги спомнавме, незадоволителни, тука се сложуваме, без разлика од која причина, стапки на раст. Каде работат тие луѓе? Каде се вработуваат? Во слободните економски зони. Ке зборуваме и за странските инвестиции. Само малце. Знаете ли колку луѓе работат во слободните економски зони? Значи, и оставите го некојаш да ми одговори министерот Девака. Добро, јас сум во улога на домаќин и на модератор, повелете. Одлично, супер. Кои слободни економски зони? Бројот на вработени во слободните економски зони ни оддалеку не го абсорбира тоа што го вади Државниот завод за статистика. И првата работа која што некој треба да ми објасни, можеби и вие, пошто министерот внимателно слуша и смирено. Со такви стапки на раст, тогаш и да се слободните економски зони, тоа мора да се појави во растот на бруто домашниот производ. Значи невозможно, не може да имате такви случаи. Бројката што дава Државниот завод за статистика, за кој што ја имам приметби за било кој нејзини податоци. Например, вие имате се намалува невработеноста лани 2015 раст на бруто инвестиции од 0,1%. Инвестициите
за една година од 2015-2014 за 0,1%. Па барем да се обидат тоа некако да го менаџираат, за да кажете дека имате намалување на невработеност, односно зголемување на вработеност. Тоа претпоставува и тоа. И сега уште еден податок. Ако тоа оди така, се намалува невработеноста на вистински начин. Тоа значи дека се зголемува и вработеноста. Ако се зголемува вработеноста, тоа значи дека Фондот за пензијско и инвалидско осигурување треба да излегува од својата проблеми, треба да ја намалува дубиозата натре, бидејќи сите праќаат придонеси. Дали е тоа логично? Сега и вас ве прашувам, пошто вие најчесто ми израѓате. Може ли да кажете сега, министре, колку ќе биде 2017 година дупката во Фондот за пензијско и инвалидско и како се движело сите овие години? Оваа година стигнавме, тука ќе најдам податокот, вие најверојатно го знаете, да дубиозата внатре во Фондот за пензијско, кој што треба да се донира, значи веќе придонесите, бидејќи нели многу се вработени нови, треба да се зголемува придонесите и тие да успеваат да одговорат со нив да се плаќа пензиите. Стигна до пола милиарда, односно 500 милиони евра. И трендот ќе расте и натаму. И само овие два податока да ги кажете, тогаш мора да утврдите дека нешто не одговара. Односно дека најверојатно Државниот завод за статистика оваа бројка ја прави по нарачка, за да еве исто така денеска немаме со што друго да говориме за успесите на владата, туку намалувањето на невработеност. Миновски, како го толкувате податокот 24% невработеност и како ги коментирате еве ставовите на вашиот дополнителен заменик Наумов? Може да и веруваме на државната статистика? Се разбира дека може. Пред известно време во посета беа представниците на Евростат, кои што имаат редовна соработка со Државниот завод за статистика. Работиме на имплементација на некои нови методологии и генерално ставот на Евростат беше позитивен во однос на работењето на Државниот завод за статистика, што е уште еден аргумент дека не треба да се сомневаме во статистичките податоци, заради тоа што генерално на секој кој што креира економска политика му се неопходни податоци кои што се соодветни за да донесува соодветни одлуки. Во однос на прашањето на вработеноста и намалувањето на невработеноста, тоа е едно од клучните прашања на оваа влада, меѓутоа и на сите влади во светот, заради тоа што креирањето на нови работни места представува глобален предизвик. Позитивните ефекти од креирањето на работните места се познати на сите. Доколку се следат историските податоци, ќе видиме дека некаде во 2005-2006 година сме имале највисока стапка на невработеност, која што се движела околу 37%, денеска имаме 24% стапка на невработеност. Намалувањето на стапката на невработеност не се должи на механички одлив на население или на миграција на население, затоа што се анализира еден друг податок, а тоа е податокот на вработеноста. Доколку се следи бројката на вработено население, ќе видиме дека во изминатите 10 години таа се зголемува за околу 160.000 лица. На што се должи зголемувањето на бројката на вработени лица? Еден од факторите кои што влијае вработувањето во технолошки индустријски развојни зони околу 17.000 луѓе. 17. Да, меѓутоа имаме и треба да ги споменеме активните мерки на пазарот на трудот кои што се применуваат во Република Македонија. Тие се иницирани некаде 2005 година, меѓутоа она што беше карактеристично за активните мерки на пазарот на трудот, за гледачите да споменеме дека активните мерки на пазарот на трудот имаат за цел да го активираат невработеното население, да помогнат подобро во негова преквалификација и во наоѓање на соодветни работни места. Средствата кои што беа алоцирани некаде во 2005 година во однос на активните политики за пазар на труд беа прилично мали. Износот на средствата преку проектите кои што ги спроведуваше владата Македонија вработува 1 и 2 значително се зголемија. Активните мерки на пазарот на трудот поднекогаш подразбираат и определен вид на олеснување во поглед на плаќањето на придонесите кои што ги се плаќаат во пензијскиот фонд и од тие причини не се рефлектираат на соодветен начин новите работни места со она празнина која што се јавува во пензијскиот фонд. Втора причина е зголемувањето на пензиите. Познато е дека проблемот што го имаме со
дефицитот во првиот столб не е нова работа. Тоа се должи пред се на она што се случуваше во поранешна Југославија при осамостојувањето Македонија се осамостои. Јас знам дека се говореше за некои податоци од 2,5 милиони марки, така да базата која што имавме, основата, фундаментот на нашата економија во тој временски период беше доста лош. И тој дефицит, како се развиваше македонската економија, понатаму стануваше се поголем и поголем. Зголемувањето и усогласувањето на пензиите подразбира и зголемувањето на износот на средствот во апсолутен износ кој што ние треба да го реалоцираме во тој фонд. Ние се обидуваме преку управата за јавни приходи да ја зголемиме наплатата на придонесите и успеваме во тоа. Меѓутоа, генерално, тоа е еден од наследените проблеми кои што го имале и претходните влади, го има и сегашната влада. Меѓутоа, факт е дека мерките со кои што се поттикнува вработувањето, како што се странските инвестиции, стимулирањето, односно леснувањето на процесот на креирање на поволно деловно обкружување, понатаму ослободување на реинвестираната добивка, значи позитивен импулс за инвестиција, со тоа и за нови вработувања. И тоа секој теоретичар економски тоа може да го потврди. И активните мерки на пазарот на трудот кои што се битен сегмент во воспоставувањето на рамнотежа помеѓу побарувачката и понудата на работна сила. Тоа се главните аргументи кои што даваат објаснување на ова што го истакна господин Наумов Миновски вели 17.000 работни места во слободните економски зони и го спомена податокот 37,5% невработеност во 2005 наспроти сегашните 24%. Ваш коментар? Еве го коментарот. Значи, Државната за статистика, тоа мора да го знаат граѓаните и вие го кажавте дека ова бројка за невработеност ја вади врз основа на анкетата на. И тука граѓаните исто така треба да знаат дека по таа анкета на во ред можеби се применуваат меѓународните стандарди, дека де факто како вработено лица се сметаат и оние лица кои што во текот на тековната недела кога била анкетата работеле неколку часа на некој работно место и за тоа добиле надокнада, било каква. Значи така оди таа анкета, тоа е најпроблемот. Мислат дека бројката од 700 и нешто илјади луѓе се реално редовно работени луѓе кои што вади државни заводи. Сега неколку работи. Велите наследен проблем. Наследен проблем зборувате од стара СФРЈ. Видите го сега како се движи дефицитот последниве години. Ако бил наследен, се надевам дека од таа држава, која што рековме, неа бива и веќе таква каква што била, ние треба да идеме напред, а не да го зголемуваме проблемот, односно дупката и дефицитот. Ако од 2008 година дефицитот на пензискиот фонд изнесол 165 милиони евро, во 2014 истиот станал 369 милиони евро, 2015 400 милиони евро. Се кога нешто наследувате, најверојатно се обидувате тоа да го решавате, а не да правите поголема дубиоза, ако велиме дека економијата е најдобра во Европа, најдобра во светот и така натаму, веќе има и такви изјави од страна на власт. 20 и нешто просто невработеност и сега е една од највисоките во Европа. Така да не мислиме дека да, тоа е подобро, ако така и ако ја прифатиме таа бројка, објаснив дека државниот завод за статистика целосно не може да го брани овој податок. И сега, само уште една работа која што сега претпоставам дека ви беше лапсус. Велите дел од тоа што се зголемува дупката во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување произлегува од активните мерки за вработување. Најверојатно мислите на мерките Македонија вработува и така натаму и така. Во тие мерки што велите вие? Велите дека работодавецот се ослободува од плаќање на придонесите. Така? Така. А предпоставувам дека, како што и они мислат, потоа буџетот наместо нив ги плаќа придонесите во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Се вие сакате да кажете дека не им се плаќаат на луѓето придонесите во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Па ако се плаќаат, од тоа значи дека од активните мерки не може да креира дефицит во буџетот. Ако буџетот, ако Министерството на финансии ги плаќа. Ако не им ги плаќа, тогаш се зголемува дупката. По вашето тврдење вие велите активните мерки го зголемуваат дефицитот. Тоа е невозможно. Најголем дел од дефицитот се должи на зголемувањето на пензиите. Значи ако ги споредиме тоа е веќе друг, но пред реков тоа. Значи да знаат граѓаните дека иначе излегува дека буџетот не ги плаќа, не им ги плаќа
придонесите на оние што влегле со активните мерки за вработување. Зголемувањето на пензии, министре, до кога ќе оди тоа така со поголем буџетски дефицит? Ќе издржи ли фондот, ако велите, произлегува се поголем дефицит заради зголемувањето на пензиите? Прави ли некоја анализа до сега или чисто популистички велиме ќе ги зголемиме пензиите по секоја цена, без да имате економска основа и база? Ово е признание дека се зголемуваат пензиите само популистички без економска база. Штом постојано фондот го внесувате во ситуација да може да крахира наградата, ако продолжи ова темп. Значи, ние како држава, ако може да одговорам, нема да дозволиме да крахира фондот заради тоа што реформите во пензискиот систем се иницирани уште некаде 2005 година и ние имаме тростолбен пензиски систем. Тоа им е познато на граѓаните на Република Македонија. Ние сега кога говориме за овој дефицит, тој се јавува во првиот столб. Значи, се уште пензионерите кои што треба да пристигнат во наредните генерации, кои што ќе се пензионираат врз основа на тростолбниот систем, треба да почекаме уште извесен временски период кој што ќе покаже поголема одржливост во однос на оној претходен систем. Заради тоа ги правевме и реформите. Од тој аспект, проекциите кои што ние ги правиме, заради тоа што имаме и обврска за законско согласување на пензиите, покажуваат дека буџетот на Република Македонија може да го издржи овој дефицит. Значи, кој што во овој момент се појавува. Колку? Значи, интересот, нашиот интерес, ние се водиме, значи, не само од квантитативни податоци, нормално квантитативните податоци се битни, меѓутоа се прават и соодветни анализи. Ние секогаш се грижиме и за заштита на граѓаните, на интересот на граѓаните и животниот стандард на пензионерите. Пензионерите се многу битна на сметка на нивните внуци и генерации. Не на сметка на нивните... Ова покажува дека не е реална грижа за граѓаните. Заради тоа што за идните генерации исто така е предвиден сет на мерки и нашите економски политики се насочени на тоа да обезбедат поголем раст и развој во наредниот временски период, кои што ќе креираат економија која што ќе покажува уште повисоки стапки на раст и уште повисока можност за подигнување на животниот стандард на граѓаните. Доколку ги анализираме сите економски политики во програмата на владата на Република Македонија, не можеме да најдеме дека некоја од тие економски политики е погрешна или дека не дала успеси во држави со слична големина или поголеми држави, дека тие економски политики не дале резултат. Кажете ми една промашена економска политика која што има владата на Република Македонија, која што нема да донесе на долг рок раст и развој и подобар животен стандард на граѓаните. Знаете како на долг рок ќе скажа сите сме мртви, но вака да ви кажам, што ви значи тоа на долг рок? Сите бројки покажуваат дека не може да најдам една исправна политика. Ако кажувате овде дека нема да биде на грбот на идните генерации, туку имате економска база како сега ги зголемувате пензиите, како сме стигнали до 400 милиони евра и што ви е дефицит во фондот за пензиско и инвалидско? Зошто велите законско зголемување, законска обврска за пензиите, а таа одеше линарно неколку пати, ако се сеќавате. Кој е крајот на ова што велите дека се позитивни сега сите економски мерки, а се стигнале до ова, кој што значи 400 милиони евра со тенденција да до година биде уште поголема. И претпоставувам буџетот кој што денеска сте го поднеле до влада, веќе знаете колкава ќе биде оваа дупка и сте ја перципирале. Со добра политика нема да се случува вакво нешто. Со добра политика која што велам дека сега ја правите, ако може сега да успееме да победиме на избори, а потоа внуците и правнуците нека ја мислат работа, немаше да стигнеме до овој јавен долг. Немаше да се случи да стигнеме до 50% од јавниот долг. Немаше да се случи да само во овие години се зголеми за 3 милиарди јавниот долг. Ако мислите дека тоа е успешна економска политика, за истните генерации па посебно, тогаш ја не знам што е неуспешна економска политика. Значи, еве вака, во врска со јавниот долг, малце би сакал да говорам и во врска со дел од бројките кои што се изнесува и податоците. Треба да знаат граѓаните на Република Македонија и сите што знаат математика, знаат дека бројките, значи треба да се анализираат во апсолутна и во процентуална смисла на збор. Треба да се види со што ги споредуваме тие бројки. Во однос на што споредуваме висина. Колкава бил бруто општествениот производ пред 10 години, колкав е бруто општествениот производ денес.
Значи бруто домашниот производ. Значи ние треба да ги споредиме Ајде и тие така, параметри. ајде и така. Не само да говориме во апсолутна, туку треба да говориме и во релативна смислена Ајде, збор. во релативна. Да видиме процентуално колкаво било колкав бил јавниот долг тогаш колкав е јавниот долг денеска, колкав е бруто општествениот производ тогаш колкав е денеска. Понатаму да се види каква е структурата на долг. Ама ајде да зборуваме, ајде Значи, кажете. кога говориме колкав дел од тој долг е наменет за капитални инвестиции, да видиме колкаво е нивото на капиталните инвестиции денеска, колкаво било нивото на капитални инвестиции во 2005 година. Така да тоа се битни параметри за кои што треба да се разговара, Да ги чуеме. кои што во основа значат многу и расчистуваат многу дилеми. Заради тоа што дел од тој долг кој што се зима за инфраструктура носи некаков развој овдека во оваа држава. Креира раст на БДП-то. Тоа се некои работи кои што мора да ги знае пошироката јавност, заради тоа што ние можеме да говориме во бројки, меѓутоа тоа ствара конфузија. Поентата е дали ние сме на прав пат со економските политики кои што ги трасира владата, оваа влада, или не сме на прав пат. Според она што е гледиште на најголем дел од меѓународните институции е дека сите фундаменти на економската политика на владата на Република Македонија се правилни. Ставот на меѓународните финансиски институции е дека Македонија е најмалку задолжена земја во споредба со земјите од регионот и со оние кои имаат понизок кредитен рейтинг, бидејќи го споменав. Ставот на меѓународната заедница или меѓународните финансиски институции е следен. Ви го прочитав што кажа Стандард и Пурс. Меѓународниот монетарен фонд и сега и најверојатно контактирал и со министерот, кажува отворено дека не сме веќе да помисли Република Македонија. И сега него му се преломи човекот, дојде во такво време, да не се навредите. Дека не сме да помисли веќе да има дефицит поголем од 3%, дека 50%, значи веќе не постои граница 60% од бруто домашен производ јавен долг е нешто друго и не важи за нас. Дека со 50% од јавниот долг веќе Македонија влегува во голема во должничка криза. Во моментот еве да зборуваме за релативните бројки. Историски највисок јавен долг по релативните бројки, по јавен долг за бруто домашен производ е најголем во овој момент, министр. Никогаш историски пред тоа не бил поголем. И што е најинтересно, значи толку и за релативните бројки. Не бил поголем ни бруто општествениот производ. БДП-то не бил поголем. Ама затоа сега, значи зашто зборуваме се за релативни или апсолутни? Добро. Не може да ги мешаме. Па не бил поголем, а јавниот долг не бил поголем, ако во апсолутни ќе ви кажам. 70% од целиот долг во апсолутна вредност. Од долгот кој што е направен во апсолутна вредност е направен од оваа влада во овие 10 години и 4 години од времето на Груевски пред тоа како министер за финансии. И тоа е факт. А сега, како највисока стапка, еве ако зборуваме релативно, мора да признаете дека историски највисок јавен долг постои сега, се приближува на 50%. Податокот уште го нема, бидејќи не е излезен од Министерството за финансии заедно со евроврзницата, тој ќе стигне 50%. Миновски, вклучен ли алармот за долгот на Македонија? Во каква зона сме? Само една реченица, се извинувам, министр. Капиталните инвестиции повторно најверојатно ви изгледа како лапсус. Велите капитални инвестиции во инфраструктурата. Не постојат во овој период ни една позначена капитална инвестиција во инфраструктурата. Се надевам и разговаравме малце, дека Скопје 2014 него третираме за инвестиција во инфраструктурата. А најголем дел од капиталните инвестиции, капиталните трошоци се трошени на Скопје 2014 и повторно, што е вистината. Тоа е факт. Ни една година наназад од она што и се надам нема вие, пошто ако дојдеме вајда за буџетот. Да. Кој прв пат ќе го креирате. Нема да направите тоа како што го праве претходните. Односно, се надувуваше, да не го користам изразите на министерот Старевски у разговорите, се надуваше бројката за капитални инвестиции за вака да може да говориме. Никогаш, ни една година, тие не се реализирани повеќе од 80%, а најмногу од она што е планираното, а најчесто се 70%. И еве сега актуелно да зборуваме сега колку е последниот податок, сега колку се реализирани капиталните инвестиции.
Само 9 милиарди според последниот не е ни до септември. Ако може да одговорам. Само што, не е ни половина, факт. Не е ни половина. Колку се инвестициите во инфраструктурата, да зборуваме за нив? Да говориме за инвестициите во инфраструктурата. Во моментов се градат 3 автопатишта во Македонија. Значи коридорот 10 интензивно се гради, Демиркапија Смоквица. Понатаму имаме Кичево Охрид, Миладиновци Штип. Тоа е во однос на патиштата, толку имам да кажам. Во однос на железничката инфраструктура, значи се кради интензивно коридорот 8. Значи идејата е нешто што претходно беше најавувано од неколку влади на СДСМ, меѓутоа никако да се изгради тоа. Ни автопат, ни железница видовме. Мислам, тоа е факт. Да се вратиме до времето на СФР. Мислам дека и лента сече едно време за железницата, за железничката пруга за Бугарија, меѓутоа не ја видовме таа. Така да оваа влада работи интензивно на овие инфраструктурни проекти кои што ќе значат до заокружување на двата клучни коридори кои што поминуваат низ Република Македонија. Тоа се коридорот 8 и коридорот 10 и тоа и патен и железнички сообраќај. Тоа е во однос на инфраструктурата, не би говорил за регионални патишта, за сето она за што претходно јавноста е добро запознаена. Тоа покажува колкава грижа покажуваме во однос на градење на инфраструктура. Во делот исто така на инвестиции кои што на некој начин значат некаков предуслов за економски раст и развој, би сакал да истакнам дека интензивно се работи на гасификацијата, проект кој што е од големо значење за економијата, заради тоа што на тој начин компаниите, а и домаќинствата ќе имаат пристап до поевтин еколошки енергенс. Сето тоа покажува дека оваа влада сериозно се грижи за овој вид на инвестиции кои што создаваат директни и директен економски ефект, меѓутоа и индиректно влијаат на создавање на предуслови за позабрзан економски раст и развој на економијата. Така да овие тези дека не се инвестира еве ги тезите. Дека нема капитални инвестиции. Не се спомена на покрупните автопати, на железничкиот сообраќај, странските директни инвестиции според министерот Миноски се генератор на отворање на нови работни места. Прво за сечење ленти да не ја вулгаризираме емисија, пошто ако почнам да редам што све вашиот лидер сечел ленти и што не испаднало, ќе биде многу бедно. Еве ги спомнувате овие проекти. Може да ме подсетите од кога се почнати овие проекти, што ви кажете? Ќе ве подсетам во однос на тоа. Дали имате искуство во менаџирање, во проектен менеджмент на проекти врзани со изградба на инфраструктура? Како за Скопје 2014 се имавте завршено проекти и така брзо и проекти, и тендери, и набавки и слично, а за овие проекти немаше време. Значи, сите ова што го кажавте, автопатиштата и другите кои може да ги ставиме во инфраструктурни проекти се случуваат во последните 2 години. Се до 2014 самиот премиер призна дека не е изграден ни километар автопат, бидејќи овој народ не се вози по автопат. Него му требале регионални и не знам какви патишта. Се случува ова што го кажавте во овие последни 2 години. Ефектот нивни ќе биде можеби некојаш полесно. Но она што го тврдам, а може и нема да се убедиме, да беше обратно, и сам го кажал и порано, да во почетокот, наместо циркусот кој што се вика Скопје 2014 се градеа овие проекти, денеска ние немаше да зборуваме и ќе нема лице да изборувам за вакви стапки на раст и за вакви дефицити кои што се случуваат. Бејќи тврдам, и тоа е докажано во науката, па и во праксата економска, дека само таквите проекти можат да носат раст. Тоа ќе значеше мислење, оно што го кажате пред тоа, дека оваа влада мисли за доброто на идните генерации, па и сегашните, е да така оде овие средства. Но, имавме друга слика и свесни сме тука, и вие сте свесни, дека целта беше тој проект, дека тој проект носи многу корупција и криминал, дека многу брзо се гледаат некакви ефекти со кои што може да правите пропаганда, а на долг рок оваа економија оди во реповрат. Само ако може едно мало појаснување во однос на капиталните инвестиции, би сакал уште неколку сегменти во однос на начинот на трошењето на капиталните инвестиции, динамиката на трошење оваа година. Во оваа година имавме на 2 пати закажувани па откажувани избори, и тоа ја забавува динамиката на трошењето на средствата, заради тоа што во предизборен период постои посебен режим на спроведување на јавни набавки.
и тоа влијае на забавување на динамиката на трошење. Меѓутоа, мислам дека од јуни навака се интензивира користењето на овие средства кои што стојат на располагање за капитални инвестиции, дека до крајот на годината ќе имаме позадоволителен степен на искористување. За бројки над 80% мислам дека ќе биде искористеноста на основ на она што го имаме како дискусија со проект менаџерите, лицата кои што се одговорни за на некој начин на спроведување на овие проекти. Кога се говори за капиталните проекти, треба да се истекне дека, например, еден градежен проект вклучува многу сегменти. Вклучува сегмент на проектирање, на ревизија на проектирањето. Најнапред отпочнува со тендер за проектирање, па тендер на ревизија. Значи, тоа све подразбира определена временска рамка. Понатаму имаме се распишува тендер за отварање за спроведување на градежни работи и за надзор. Сите тие активности значат определено време, значи подразбираат определена временска рамка. Понатаму, откако ќе се заврши тој проект и ќе се отпочнат градежните работи, може да се случат определени непредвидени работи. Заради тоа што не секогаш она што се проектира и она што е во реалноста, што се појавува како реална ситуација, како фактичка состојба, кореспондираат. Може да се јават определени проблеми при изградбата. Сето тоа влијае на динамиката на спроведување на градежните работи, а со тоа и влијае врз рамката во која што тие доставуваат времени ситуации, понатаму кои што ние ги одобруваме и ги исплаќаме како Министерство за финансии. И тоа е така во градежништвото и тоа е специфичен сектор, каде што не може све 100% да се предвиди. И за тоа треба да ја запознаеме јавноста кога говориме, мислам дека треба да бидеме објективни и да го кажуваме она што да го објасниме процесот. А понатаму секој нека си го донесе својот суд. Една секунда. Одлично. И така оди процес. Да. Па вие сте искусни, 10 години правите буџет. Не ви изненадува како одат градежните работи. И како тоа секоја година ви изненадуваат кога ќе ги направите капиталните трошоци, дека имате вакви проблеми, ќе ги надувате на 18 милиарди оваа година, како што се сеќавам, или така натаму. А во моментот не кажувате дека во септември, мислам дека е последниот податок од Трезор што го дојдев, е негде на половина. 9 милиарди. Како ќе се доспеа до крај? Посебно, сега пак имате една контрадикција. Велите, закажаните избори го одложиле тоа, па ние пак влегуваме сега во изборен период. Како до крајот на годината ќе стигнат сега да бидат реализирани капиталните проекти? И тоа ми е следно, значи не е спорно, граѓаните знаат како одат градежните работи, но ако сте ги планирали секоја година знаете дека имате такви се среќавате со такви проблеми при изгледот на градежните работи, зошто е тогаш, освен за пропаганда, дека планирате толкови капитални трошици и никогаш не ги реализирате? И повторно велите пак ќе бидат 80%. Ајде сега заради избори. Зошто лани беа 75, односно 80? Зошто претходната година ги има каде што биле реализирани со 60? И така натаму. Така да, во основа, сега да кажем, дека со капитал и повторно не одговорите зошто овие проекти не почнаа во 2008, 2009, 2010. Доволен ли е уделот на капиталните инвестиции за да имаме повисок раст на бруто домашниот производ? До сега разговаравме за капиталните инвестиции и мислам дека кажавме повеќе работи кои што даваат одговор на ова прашање, а тоа е пред се дека владата на Република Македонија сериозно внимание посветува на капиталните инвестиции од проста причина што и во економската теорија е познато дека тие имаат позитивен импакт на економскиот развој и директно влијаат на креирање на работни места и креирање на инфраструктура која што понатаму би ја ползувал приватниот сектор. Значи, со овие капитални инвестиции, кои што доколку ги споредиме, ги имаме и прецизните бројки, значи ќе видиме дека имаме значително зголемување на апсолутниот износ на средствата кои што се потрошени од страна на овој 10 годишен временски период во однос на претходниот временски период, заради тоа што неминовна е таа компарација да ја правиме, заради тоа што и тоа покажува дека тоа е уште една потврда за она што го говорам, дека фундаментите на економската политика се здрави, дека насоките се здрави. Дали пред 3 или 4 или пред 5 години може би било пониско нивото на тие капитални инвестиции. Денеска ние сериозно работиме на конкретни проекти. Проекти кои што секој граѓанин може да ги види.
доколку пропатува низ Република Македонија, има прилика да ги види. Значи, тие се видливи. Значи, автопатот кој што го имаме на релација Демиркапија Смоквица, наредната година е предвиден да биде пуштен во употреба. Ќе го видат наредната година. Тоа е многу битна работа. После 10 години наредната. Тоа се реални работи. А се уште се водат по автопатишта. Наумов, немате впечаток дека се гради во Македонија интензивно во последните години? Многу. Што го споредувате тоа, не се кажете дека вие цело време се водите по патишта кои што ги направил некој пред тоа. Уште не видел некој автопат што е направено од оваа власт. После 10 години се возите по автопатишта од таа таква никаква СДСМ и така натаму, што спомнате такви работи, вака да ви кажам. Во 2009 година Груевски отворено, се памти, вети 8 милиарди евра капитални инвестиции за наредните 7 години. Факт, снимена изјава. 8 милиарди евра капитални инвестиции за наредните 7 години. Велите дека одлично оделе капитални инвестиции во овој период, пресметано точно од ваши податоци за Министерство на финансии. Во овие 7 години се реализирани едва 2,3 милиарди евра. Тоа е се како капитални инвестиции од дента која лидерот ваш кажал 8 милиарди евра капитални инвестиции. И тоа е факт. Толку за тој дел од капиталните инвестиции. Ајде малку академски. Може после да прочитам, пошто ја имам бројка. А само да ви кажам, ниедна бројка не е излезена надвор од внимателно, се е направено, со години ги следам овие работи. Од веб страниците се рекоте сега, рекоте дека не ги видеа. Но само уште ова да ви кажам. Ајде малку академски. Што направила економска клима тука и едни млади луѓе на кои што им верувам во нивното истражување Змај велат вака. Странските инвестиции. Змај, кратенка. Дружина на млади аналитичари и истражувачи. И окей им е анализата. Научна е, нема политика. И вели вака, дека за секој еден денар вложен во странските инвестиции, БДП се зголема за истиот квартал само 0,2 денар. Тоа е минусен импакт на вака. За секој денар од зголемувањето на БДП од приватните домашните инвеститори, ефектот на БДП е 0,9 денари. Еден денар вложен од страна на државата се зголема бруто домашниот производ за 1,3 денари. Статистички значајна е само вложувањето од страна на државата, но и тука оди дека само во текот на инвестицијата во тој квартал потоа се губи, односно оди под 0, не е ни 1 спрема 1. Од таа причина тоа покажува и за целава економски амбиент, што значи, односно како во Република Македонија се реализира, односно какво е влијанието на различниот тип на инвестиции. Ниедно од нив скоро не успева да биде позитивен. Миновски. Може да одговорам на ова прашање во однос на инвеститорите. Тоа значи дека познати се економските теории, познато е дека се напишани десетици и десетици трудови кои што го мерат импактот на странските директни инвестиции, меѓутоа и на домашните инвестиции. Ние како влада не го омаловажуваме значењето на домашните инвеститори. Доволно е да погледате даночната политика која што ја спроведува владата на Република Македонија. Политиката на ниски даноци е всушност политика во која што зафаќањето од домашните компании ќе биде минимално. Ние имаме меѓу најниските даноци во регионот. Тоа подразбира дека ние следиме економската филозофија во која што веруваме во ефикасноста на пазарот и веруваме во ефикасноста на приватниот сектор. Од тие причини и реинвестираната добивка е ослободена од плаќање на данок на добивка. Кои се причините? Причините се заради тоа што нашата економска филозофија е дека веруваме во ефикасноста на приватниот сектор. Ние ги поттикнуваме инвестициите и ги сакаме домашните инвеститори, како што сакаме да ги привлечеме и странските инвеститори. Странските инвеститори навистина се прави огромен напор да ја ставиме Македонија на мапата на инвеститори. Да привлечеме компании кои што претходно ги немало во Република Македонија, кои што ќе понудат нова структура на извоз. Вие велите дека сте ги следеле податоците за извозот, сигурно сте ја следеле и структурата на извозот. Денеска структурата на извозот
на македонската економија е различна од онаа што имавме пред 10 години. Имаме по-високо софистицирани производи. Ние можеме да го мериме импактот не само преку квантитативни показатели, меѓутоа треба да ги квантифицираме и другите ефекти кои што ги имаат странските директни инвестиции. Кои се ефектите? Па да појдеме во едно Кавадарци. Ќе ги видиме ефектите. Таму има 5700 луѓе кои што работат во Дрексел Мајер. Тоа значи 5700 луѓе земаат редовни плати кои што претходно ги немаат. Тоа значи директно влијание, тие се некакви потрошувачи. Тоа значи некакво влијание и врз локалната економија и врз големување на потрошувачката. Значи постојат и други работи. Тие претходно не поседувале вештини кои што денеска ги имаат. Заради тоа што благодарение на тие активни мерки на пазарот на трудот, ние сме ги едуцирале тие луѓе. Во минатото можеби станувало збор за некое невработено лице кое што е машински инженер, меѓутоа без познавање на германски јазик или не знал да работи на CNC машина. И тоа влијае позитивно врз економскиот развој, заради тоа што во економската теорија знаеме кои се основните три фактори кои што носат развој. Тоа се луѓето, тоа се технологијата и тоа се капиталот. Значи влијанието на странските инвестиции е позитивно, заради тоа што тие влијаат на позитивен начин и врз вештините на работната сила која што сме имале во Република Македонија. Ние се обидуваме како влада да привлечеме технолошки софистицирани фабрики и технолошки кои што даваат производи со повисока додадена вредност. Тоа ни е целта. Со тек на време, значи во почетокот се оди на поголема трудоинтензивност, меѓутоа идејата е да се обидеме да донесеме и странски инвеститори кои што ќе бараат и повисоко квалификувана работна сила. Тоа е интенцијата. Значи само на тој начин можеме да го мериме импактот на странските инвестиции. Што се однесува до домашните инвестиции, мислам дека ние како влада покажуваме апсолутно сенс со сите активности кои што ги правиме во делот на подобрување на деловното обкружување, да направиме обкружување кое што ќе го стимулира растот и развојот на приватниот сектор, како и со политиката на ниските даноци. Морам да одговорам. Значи, видите, да го мери, не кажавте повторно ни една мерка, односно мерлива величина за тоа како го мерите импактот на странските инвестиции. Ако сакаме да бидеме честни и да го измериме импактот, тоа честно ќе видите во вашите харти овде отворено и за прв пат ќе кажете колкави се субвенциите кои што оделе за странските инвестиции поединечно еден по еден. Што тоа буџетот дал, кому, како и зошто на странските инвеститори. Кога ќе извадите таа бројка, и тогаш можеме да споредуваме другата страна што се ефекти. Вие тоа денеска нема да го направите. И никогаш додека не падне оваа влада, таа бројка ние нема да знаеме. И ќе слушаме секакви приказни, а еден ден некоја друга влада тоа ќе мора да го отвори и ќе видиме како од ракав, дискреционо, таму на кој како му текнало давал субвенција на странските инвеститори. Излезе еден странски инвеститор кој што самиот призна дека му дали 18 милиони евра. Кој одлучил како, по кој критериум и слично. Зошто се тајна сите договори на странските инвеститори? И тука од транспарентноста на тој аспект, вие се ги глорифицирате странските инвеститори, треба да тргнеме од тоа. Кост бенефит анализа само така може да направи. Бидејќи што сакам што да ви докажам. Привлекувањето на странски инвестиции во овој дел, за БДП-то, покажува оваа бројка. И ова покажува дека огромните средства кои што сте ги дале на странските инвеститори, ако биле инвестирани како државна инвестиција, ќе имале 7-кратно поголем ефект на бруто домашниот производ. И ние таа бројка не ја знаеме, и тоа е факт. Вие велите и ќе останете на тоа се тајна тие договори. Миновски, колку вложи Македонија, колку доби од странските инвестиции? Морам само уште нешто. Да, повели. Господната директор Мајер и останатите. Признаваме дека сите странски инвестиции се трудоинтензивни. Пред се. Тоа е целта. Второ, не постои никаква обука на луѓето таму. Значи, луѓето се за жалење, но они прифатиле да работат и слично. 90% од луѓето, не сум разговарал тие луѓе од Кавадарци, кажува за да работиш во Дрексел Мајер треба да знаеш да поминуваш семафор. Кој прашам што значи тоа? Тоа значи дека жолтата нитна со жолтата кабелче треба да го повртиш, зелената со зелената, црвената со црвената. Колку поише дневно можеш да направиш во 8 сати на ноза, без пауза, тоа е. Ако мислите дека со тоа нешто се зголемува
се квалификуваат работниците, тогаш се шалиме. Може би еден дел од менаџментот, многу мал број од менаџментот, таму се едуцира и добива некој квалитет, но секогаш знаете, тента која ќе им истечат субвенциите и олеснувањата на овие компании, тие напуштаат, ќе ги остават кангарите кои што ги донели овде и ќе ги соберат високо квалификуваните менаџери. И наредно, не може да зборувате колку луѓе работат во Кавадарци и земаат плата, јас сум среќен за тоа, без да кажете колку тоа вие донирате за секое работно место во конкретната Колку чини едно отварање на едно работно место според Светска банка? Не знам. Од 3 до 5.000 долари. И вие толку Значи не. давате. Тоа се анализи кои што ги прави Светска банка. Во ред, тоа е друга приказна. Значи со отворањето на секое работно место, значи чини. Тоа е прва работа. Ама тоа е работа на инвеститорот, дали не треба на да државата? не привлекуваме странски директни инвеститори? Значи да земеме како Венецуела да национализираме. Хуго Чавес Тоа е вулгаризирање, мислам друга дека зборува. таа политика ја спроведуваше друга Хуго зборува. Чавес. Ако мислите да ги тоа е да им теза. кажеме на странските инвеститори да не доаѓаат во Република Македонија. Не, сега да извртувате тезата. Ја останав на следно. Тоа мора да биде транспарентно. Тоа мора да биде транспарентно. Кажете, а вие што мислите, колка е целата бројка за тоа колку субвенции отишле таму. А нето ефектот и уште ова. Нето ефектот се менува структурата на извозот, се менува структурата и на увозот. Бидејќи странските инвестиции кај нас, министре, функционираат како проточен бойлер. Значи доаѓа се од надвор и сме измислиле греана вода. Тука лон систем излегува во извоз. И сега, но повторно ви велам, бидете честни, кажете колку во овој период се субвенции дадени на странски инвеститори, по кои критериуми, зошто, како се тие бирани. И само со извинете. Немаме уште многу време, а уште многу теми имаме за дискусија. Јас останувам дека малите и средните предпријатија, домашните средни предпријатија, не само дека не се поддржувани од оваа власт, туку се угнетувани во еден голем дел, и дека иднината, странските инвеститори се една работа, странците никогаш немаат обврска да развиваат оваа држава, тоа не е нивна работа, тие си ги развиваат своите држави, дека растот мора да потекне од малите и средни домашни предпријатија. Дали се запоставени домашните бизнисмени или како што рековте вие имаме ниски даноци, поволна бизнис клима и повелете со одговорот? Ниските даноци не се доволно Значи, апсолутно ние како влада сме целосно посветени на развојот на малите и средните компании во Република Македонија, дури и на потикнувањето на стартап фирмите и на предприемништвото. Во однос на малите и средните компании, со помош на Европската инвестицијска банка ние обезбедивме низ за кредитни линии, чија што основна цел беше токму да се олесни пристапот до финансии на овие мали и средни предпријатија, заради тоа што еден од главните проблеми во суштина е пристапот до финансии. Ние како влада целосно сме посветени на развојот на домашната економија, впрочем и ја лично имам учествувано во изработка на една извозна стратегија која што главно базира на домашните компании. Како да го поттикнеме развојот на домашните компании да се зголеми нивното учество во економијата. И во таа насока се превземени голем број на активности кои што имаа за цел да се зајакнат капацитетите, пред се менаџерските и финансиските капацитети на тие компании, за да искреираат производи и услуги кои што се доволно конкурентни на странските пазари, и доста е направено во таа насока. Понатаму, преку Фондот за иновации, ние поттикнуваме иновацијски активности кај малите и средните компании, кои што имаат за цел да исто така не однесат во насока на градење на економија која што базира на иновации. Владата е целосно посветена на развојот на домашните компании и домашните инвеститори, и ние не правиме разлика помеѓу домашните инвеститори и помеѓу странските инвеститори. Имаме бројни програми со кои што имавме за цел да ги зголемиме капацитетите на домашните менаџери со цел подобро да управуваат со компаниите и да креираат производи и услуги кои што се базирани на побарувачката, а не производи и услуги кои што едноставно не ги бараат пазарите. Во таа насока сметам дека
овие тези дека оваа влада не е посветена доволно на домашните инвеститори, што се потврдува и преку механизмите кои што ние ги имаме развиено за јавно-приватен диалог. Имаме посебни механизми со кои што соработуваме интензивно со стопанските комори во креирањето на законодавствата, се адресираат различити прашања кои што ги тангираат компаниите кои што се нивни членки и ние како влада сме многу флексибилни во решавање на нивните проблеми. Тоа го правиме заради тоа што сакаме да креираме клима и деловно обкружување и економски политики кои што ќе влијаат токму на развој на овие домашни компании, заради тоа што го знаеме значењето на домашните инвеститори. Во контекст на странските инвестиции, би сакал да истакнам дека веќе е иницииран еден проект кој што сакаме да го работиме заедно со меѓународна финансиска институција на вклучување на домашните компании во синџирот на добавувачи на странските инвеститори кои што постојат во Република Македонија. Целта ни е да се зајакнат капацитети на тие домашни компании, за да тие може да станат така наречени саплаери, односно добавувачи на големите компании. За тоа им се неопходни знаење, неопходни им се производи, неопходни им технологија и капитал, за да може да влезат во тој ланец на добавувачи. Тоа ќе значи мултиплицирање на ефектите од странскиот директен инвеститор. Значи, ние размислуваме за малите и средни компании, размислуваме на кој начин да ги поврземе со тие странски инвеститори и да го мултиплицираме ефектот од странските директно инвеститори. Куса пауза за реклами и продолжуваме со вечерашнава дискусија. Повторно сте со отвореното студио на телевизија Нова. Се надевам, почитувани, дека интересна дебатата, дуелот помеѓу министерот за финансии Кирил Миновски и дополнителниот заменик министер за финансии Кире Наумов. Слушнавме многу податоци, бројки, но и различни ставови кога станува збор за растот, невработеноста и инвестициите. Па бројки претежно ја кажувам и пак ја продолжам со бројки. Само тие отсликуваат, иначе вака академски не може да кажувам. Многу ја сакаме Македонија се преме за Македонија за домашните инвеститори и слично. Една работа. Ово последно што го кажувате, постојано го говорат сите дека се обидуваат на некој начин да како домашните инвеститори, односно компании, ги поврзат со странски да станат нивни добавувачи. Тоа е небулоза, министри. Тоа можете единствено да го направите, да не се лажеме, вие може да им правите семинари колку што сакате. Пазар е во прашање. Тоа може само ако исто така и нив ги ослободите од сето она што ги ослободувате странските инвеститори. Ако ги ослободите од плаќање на даноци, од придонеси, ако исто така инфраструктурата им направите, се им ослободите, тогаш тие може да бидат евентуално компетитивни и да направат продукт кој што може да го продадат на странскиот инвеститор. Иначе, како мислите со сите давачки и сите проблеми што ги имаат домашните инвеститори, тука да ги натерате да бидат доволно компетитивни со цените и да нешто купи странскиот инвеститор, кога секогаш му е поевтино да го донесе од надвор. И мора да признаеме во овој период. Само уште тоа да не се случи. Она што го прават домашните компании, така ќе заврши таа приказна ако нешто не се смери, е кетерингот и евентуално превоз, значи услуги кои што им ги даваат на странските инвеститори. Уште тоа го немаат донесено странските инвеститори од надвор. Ваша реплика. Не, само. И колку мислите на домашните инвеститори, еве бројката. Не. Не, репликите во контекстот. Во контекстот. Велите дека од 2009-2015, тоа е на ВМРО програмата, едносно памфлетот, таму субвенционирана камата од 5,5 им помогнавме и 758 македонски предпријатија. Добро, како ги толкувате овие обвинувања од страна на Наумов? Во 2015 сумата на неплатени кредити изнесува 495 милиони евра. Во моментот неплатени кредити од банките. Во 2008 таа била само 187 милиони евра. Контаминирани кредити од компании. Од банките према компаниите? Од компании према банки. Тоа значи дека имаме лош риск менеджмент. Тоа значи дека компаниите работат. Ова што значи тоа? Дека компаниите работат полошо. Што значи ова? Или работат полошо, или се креираат намерно лоши пласмани. Затворени над 10.000 фирми. Или може би намерно некој креира лоши пласмани. А уште 8.000 во моментот чекаат административно да бидат избришани. Во февруари 2015 имало 42.067 компании со блокирани сметки, во февруари 2016 44.933. Добро, велете за одговор, затоа што сакам и други теми да начнеме. Еве состојбата со домашните компании. Значи вака. Дали ја спорите политиката на ниски даноци?
Дали мислите вие дека политика само на ниски даноци е политиката на ниски Дали верувате во ефикасноста на приватниот сектор или сакате да вратиме социјалистичко самоуправување? Не. Што ви е прашањето? Клучното прашање е дали верувате во способноста на приватниот капитал да работи врз основа на пазарни принципи. Тоа е веќе тука имаме можеби клучна разлика. Во што верувате вие? Во перфектноста на државата или во перфектноста на пазарот? Дали што верувате вие во странските инвеститори на кои што им ги давате државните средства? Па ако ме прашувате така, што е тоа? Што значи тоа интервенционизам на странски инвеститори? Па ако веќе зборувате така. Што значи тоа? Не сум приврзаник на идеологијата на Хуго Чавес. На национализација на нафтените компании од Соединетите Американски држави, од западноевропските држави. Јас сметам дека странските инвеститори ни се неопходни. Ние, впрочем, имаме и во банкарскиот сектор 70% е странски. Заради тоа што се работат за странски банки. Дали треба и странските банки да ги избркаме од Република Македонија? Можеби таму има некој кој што е недобро третиран или некој можеби што работи како шалтерски работник и не е задоволен од третманот кој што го има менаџментот кон него. Така да не можеме ние да говориме дека не се добри странските инвестиции во Република Македонија. За домашни податоците како тие работат. Во однос на домашните компании, ние имаме сет на мерки кои што не се однесуваат само на даночната политика, работиме на сите сегменти кои што се неопходни за она што се вика развој на приватен бизнис, private sector development. Кои се клучните проблеми? Access to finance, пристап до финанси, тоа го работиме преку Македонската банка за поддршка на развој. Работиме на низа програми кои што менаџерски вештини. Значи имаме низа програми кои што ги спроведуваме преку Тамбас програмата заедно со EBRD во кој што се работи на јакнење на капацитетот на менаџерите. Понатаму работиме на низа активности кои што имаат за цел да ги подобрат бизнис процесите во рамките на самите компании. Имаме такви активности, имаме такви обуки. Преку Агенцијата за вработување, активните мерки на пазар на труд, имаме за цел да ги подобриме квалификациите на работната сила, за да имаме поголема економска ефикасност на микро левел. Ако тоа не се мерки, понатаму, преку Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извоз, работиме на воспоставување на поврзување помеѓу домашните и странските компании. Значи правиме B2B средби, ги вклучуваме во меѓународни мрежи, се со цел да се интегрираат и да се интернационализираат овие компании. Тоа се мали и средни компании. Имаме фонд за иновации. Кој направил повеќе во Република Македонија од овие мерки? Зарем овие мерки немаат за цел да го поттикнат растот и развојот на приватниот сектор? Најдобро е ако најголемите компании кои што ги имаме да бидат сите во домашна собственост, да бидат на македонски граѓани од патриотски причини. Меѓутоа во услови на глобална економија, ние, значи Кока-кола брендот, кој што, нели, Ботлер имаме овдека во Македонија, кој што ја полни Кока-кола. Тоа е македонска компанија или е странски бренд? Значи, треба да водиме сметка кога говориме овдека да имаме респект кон тие странски инвеститори за кои што навистина сме потрошиле многу време, енергија и средства да ги донесеме, да им се одаде некакво признание заради тоа што тие имаат придонес за развојот на македонската економија, како што имаат и домашните компании. Наумов, зборуваме за приватниот сектор, за инвестициите, да споменеме и ако се вратиме години наназад со процесот на транзиција и приватизација, 200.000 луѓе останаа без работа. Како може да се надополни оваа импозантна бројка? Овие памфлети ќе ги чувате за вас. Видете. Па не одговорете ми на прашањето. Цело време добивате време и за реплика. Не е памфлет прашање. Одговора на памфлет класичен, како напишан во Центар за комуникација. Видете, значи, не знам зашто велите дека јас или било кој странските инвеститори на некој начин ги шиканира. Не, тоа се прави бизнис одлуки донеле тука. Оно што јас цело време Па за кетеринг вие разговаравте се. Вие зборевте за кетеринг. Па домашните компании само тоа во моментот успеваат да им однесат како соработници на странските. Тоа ќе успеат и превоз. Не може друго. Да бидат како добавувачи на странските во овој момент, бидејќи домашните работат по сите правила, плаќаат даноци, инспекции имаат и слично, не може да станат конкурентни за да бидат на тој пазар. Тоа ви го кажам. Прецизна бројка за бројот на домашни компании што се работуваат. За да не сгрешам, 500 домашни компании се работуваат. Што се работуваат?
Странските директни инвеститори. Па ова е услуга, само Че тоа. можеме после емисијата Добро, да разговараме и да секогаш. најдеме Ама, структура. На неколку дебати вака зборувам на странски инвестиции, сите викаат потоа ќе ви кажеме што е. Тоа се. Странските банки Само- дали се странски директни Не, инвеститори? ама не, Осигурителните куќи дали се странски Не директни инвеститори? изместувајте. Наумов, не може да ми одговорите на изместувајте- прашањето, а потоа Не барам изместу- одговор и од првиот Не финансиер. изместувајте тезата. Друго е, се е тоа во ред. Што како ние како граѓани треба да бараме? Тоа е транспарентноста колку во нив е инвестирано, субвенционирано. Тоа е бројката. Во јавните финансии транспарентноста е бараат тоа. Секој ден Точно, каде се отидеш сложувам. зашто. Се сложувам. Јас Затоа тоа и го кажам, работиме странски инвеститори- интензивно на стратегија за управување со јавни финансии, во кои што се предвидени низа мерки кои што имаат за цел толку да се зголеми уште повеќе транспарентност и да се олесни тој процес на буџетско планирање, понатаму тоа да биде попрецизно и следење. Али работи. Значи, Ја го се почитувам работи, што работи. значи Но во имаме моментот- низа активности и тие активности ги правиме со цел да се зголеми ефикасноста на овие институции, да се зголеми транспарентноста. Никој не е против транспарентност овде. Ние мора да ги имаме прецизните бројки, да ги знаеме економските ефекти. Сите сакаме да имаме попросперитетна држава, да имаме повисок раст на бруто општествен производ, да имаме што е можно повеќе македонски компании кои што ќе станат глобални, кои што ќе значат нешто во регионот, во Европа, во светот. Значи ние тука мислам дека сме делиме иста визија. Иста визија. Да. И сите мерки, јас само тоа ви го кажав, мерките, знаете како на испит може да дојде студент и да каже цела вечер ја учев и сакам 10-ка, ама не е таа работа, значи бројки се тие. Да ви кажам колку фирми се затвараат, компании и така натаму, може да е од кризата и слично. Ајде сега се вратиме на овој памфлет. Вие многу убаво кажавте. Зборува за приватизацијата и луѓето кои што биле отпуштени. Оваа држава после 91 решила дека ќе гради пазарна економија и демократија. Тоа што се случило тогаш да биде СДСМ на власт и што мислам дека мора да се однесува така како што се однесувала, односно да премине од еден систем во друг во периодот на транзицијата, значило и приватизација. И да се вратам на тоа, преска ме прашувате дали ја тоа мислам идам Чавес или дека не мислам дека пазарната економија и слично треба да функционира и приватниот капитал, и го одговоривте на водителката. Приватизацијата ја изврши Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во тој период. Приватизацијата пред тоа вие сигурно знаете. Без корупција, без непотизам, Не. без шарена револуција. Каква шарена револуција? Па тогаш требаше исто шарена револуција некој да Па организира. и можел да организира. Можел. Ама да стигнеме до тоа. Пошто 200.000 луѓе не е малку на Ама улица. еве сега ја уништувате вашата теза. Значи 200.000 луѓе отишле на улица заради што? Затоа што произлегуваат. Тоа беа Заради компании. подобар менаџмент кој што го донесоа поранешните комунисти, кои што менаџираа со тогашните општествени фирми. И што значи тоа? Кој ги избркал? Па не може Кој ги избркал? значи поентата што е? Поентата е дека економска ефикасност не може да донесе некој што работел во самоуправен социјализам. Може да донесе некој што значи што знае што значи самоуправна што значи пазарна Рој економија. некој мислите, се што така ги шалтаме работите. Збориме, Ако тие значи мислите. моделот на приватизација е промашен. Чекайте. И Не, тоа треба каде- да се призна. Тоа може да го И разговараме. до ден денеска Прво, ги имаме последиците, за Не е тоа точно. имаме Ама лошо видете. корпоративно управување во дел од А компании. до кога тоа ќе имате? Уште 100 години после кој ќе имаме- владеете ќе нема. Па Значи, вие лошо цел кор- живот само на приватизација. Па видете. Тоа е имаше голем други проблем. Каков проблем? Тоа е голем Па секогаш се проблем. вадете на тоа. Колку треба да владеете за да нема? Се кажувате 10 години и пак ние че и приватизацијата била проблем. Само малку. Дали не беше проблем? Дали беше бегајте правична, дали- затоа што збориме дали нели за каде правичност? тоа Дали има мислите правично? дека Каде има моделот правично? на приватизација беше правичен? Значи, и успеа на водителката да не внесе во тема тотално небитна сега. Тотално Не, небитна. битна е оваа Но тема, ако заради и тоа овака што нели издржа. збориме за И демократија. јас Дали ка- имаше демократија во процесот на спроведување на приватизација? Па како таа по закон? Дали била носена? имаше Што закани значи врз демократија? вработените кои што беа малцински акционери Ако со имало бркање закани- од Ако работа? имало закани и тоа, па видете. Дали донесе економска ефикасност? Ама ако почнеме Колку така, фирми што беа приватизирани Колку фирми? пропадна? Колку фирми се Колку се реприватизира? зголеми Па, бројот на господине, невработени? господине Миновски. Дали имаше шлепер економија во тој временски период? Затоа не ќе да живеете во реалност. Затоа бегате од реалност. Сега ова ли ви дојде како тема? Само да ви кажам. Тоа е и суштинско завршувам. прашање. Ова е суштинско. Од превработеност во време на социјализам, кога знаете како функционирала таа приказна. После растурање на
екс-југословенскиот пазар. Видете реални, барем вие, оставите вака памфлети. Немој да навредувате, јас во ниеден момент никого не навредив. Па не навредувам, само кажам дека е памфлет, тоа не е навред. Тоа е ваш став? После распаѓање на тоа, после блокада околу цела СФР. Видете реално. И може би погрешна приватизација. Не можела да проложи превработеноста кога грото од компаниите ги изгубиле пазарите. И наредно. Во тој период, во таква ситуација... Ние ги вработуваме, не се грижите, ние ги вработуваме тие што беа отпуштени во 90-тите години. Не, вие по телефон... И кај странски инвеститори се обидуваме, и кај домашните инвеститори правиме све. Вие по телефон од Управа за јавни приходи затварате компании најблиски до вас, кажувате како фрчат казни, затварате, тоа правите. Објавете се враќаме на па објавени се како Управа за јавни приходи, има разговор во кој што кажа, вчера ги затворивме, фрчеа казни или... Значи, за време додека бев јас менаџер во Управата за јавни приходи како директор, износот на казните беше 30% од оној што бил изречен во претходните години, а воедно се одеше комплетно на концептот на доброволна даночна усогласеност. Тоа може да... 91-а јас бев студент која беше приватизацијата. И сега што? И јас бев и имам негативно искуство. Јас и сметам дека не беше правишна, а вие како социјалдемократска партија, значи треба да ја кажете вистината, да се соочите со тоа црно петно во вашата историја, дека искреиравте невработеност огромна, дека системот беше несоодветен, дека приватизацијата беше неадекватна и не ги донесе оние економски параметри кои што ги очекуват. Не е точно. И до ден денеска ние се справуваме со последиците од тој лош процес. Значи, ако вклучевте во тој временски интервал странци, луѓе кои што знаеа како функционираат пазарот, ќе беше сосема поинаку, ќе имавме компании кои што денеска се многу поголеми од оние што ги имаме. Вака се ви кажа. Тоа е мислење и тоа се факти. Не е факт. Значи вака, приватизацијата не може да биде правична никогаш. Каде има правична приватизација? Да, меѓутоа можеше да се избере чешки модел или некој друг модел кој што ќе доведеше до развојот на пазарите на капитал. Сериозен човек сте, ова со други би го правил. Во тоа време во Република Македонија, кога се отворија можности за приватизација на странски капитал во Чешка, Полска, Унгарија и така натаму, Бугарија, како пазари огромни. И кога некој зар мислите дека постоеше било кој заинтересиран странски инвеститор во периодот од 91-2 во времето на нерешено име, блокади, ембарга и слично, да биде заинтересиран за било кој странски капацитет во Република Македонија? Законот за приватизација која година беше донесен? 94-та, кога што се сеќам. Се тоа ли ќе се враќаме? 94-та сепак Што сепак? Не беше 91-а. Па вие денес кажувате за една поплава, прогласувате дека кризата оди и така натаму. 91-а ја распад на СФР, блокада, не можеше со 8 милиони долари излезе таа држава девизни резерви. И сето тоа што се случуваше тогаш. Ја не сакам да се правам на тоа, ја немам, како што ви кажувам. Излезе заради тоа што некој имал визија за независна држава, а некој имал визија за СФР. Еве сега, нели, политички малце настапите. Па не знам, има денеска имаме луѓе што беа соработници добри на Слободан Милошевиќ. Па мислите на Дзинго? Не, на други. А на кого тоа мисли? На Латаш? На кого мислите? Што се денес? Да не спомнуваме имиња од други тогаш спомнуваме овакви работи. Медиуми ли беа тоа? Видете, да се вратиме на нашата тема. И да се вратиме на најбитното. Поднесовте ли денеска буџетот? Наумов, ќе ми оставите улогата на модератор и уредник водител да ја имам јас. За да ви биде интересна, значи, не, па секако интересна, нормално. Министерот рече ќе ми известува за сите седници на влада, тоа Бран Парески го правеше, денеска дознавам дека е поднесена. Министре, каков нов буџет за 2017 можеме да очекуваме? Времено финансирање или скроена државна каса за наредната година? Ние како Министерство за финансии работевме интензивно во овој временски период на сублимација на сите податоци кои што ги добивме од министерствата. Имаме намера да го доставиме најверојатно во текот на денешниот ден буџетот до владата на Република Македонија на редовна седница. Ќе видиме понатаму како ќе се одвиваат активностите во собранието. Може да ни откриете некои параметри? Мислам дека во делот на дефицитот ќе се движиме до мастришките критериуми. Со тоа покажуваме
догорочна определба на одговорно однесување во фискалната сфера како влада и како партија. И она што би сакал да го истакнам е дека во делот на буџетот сметам дека ќе наидеме на разбирање и од нашите колеги во парламентарниот процес, заради тоа што има определени рокови кои што навистина се доста кратки. Буџетот е транспарентен документ, тој е достапен до граѓаните на Република Македонија. Во моментот кога се доставува до собранието, сите ќе можат да го разгледаат, да видат што е внатре, кои се бројките, Кај мене ме наведувате тогаш да го чекам да го видам. Какви се проекциите. Во моментот, значи, се уште не е доставен до влада. Очекуваме дека во текот на денот ќе успееме да го доставиме до владата. Се разбира дека согласно на законските надлежности и дополнителниот заменик министер има можност да ги гледа тие документи. Тоа не е тајна. Во секој случај никогаш не било трајна, заради тоа што буџетот го одобрува парламентот. Владата го проследува. Сега едно зборувавме со министрот пред некој ден, но добро, значи сте останале на ставот дека времено финансирање не доаѓа во предвид и дека треба да се донесе буџет. Не, ако може да се доискажам во однос на временото финансирање. Во однос на временото финансирање, времено финансирање се користи во оној временски период кога не може да се донесе буџет. Она што е наша обврска е да го доставиме буџетот до парламентот. Како понатаму ќе се развива парламентарната расправа, јас не можам да предвидам. Дали ќе успееме да го донесеме буџетот во таа временска рамка која што е неопходна. Се разбира, тука е неопходно да имаме некаква соработка и со опозицијата. Ќе соработува ли опозицијата? Не може да соработува опозицијата. Доколку не успееме да го донесеме буџетот, во тој случај се пристапува на режим на времено финансирање. Која е опасноста за пензионерите, земјоделците и граѓаните? Во случај на времено финансирање има една специфика, таа е што сите дополнителни обврски, например, заради тоа што се зима првиот квартал, трошењето во првиот квартал од годината, се она што не било предвидено во меѓувреме или нови пензионери доколку се појават, во тој случај ќе имаме проблем да ги со исплатите. Не е точно. Се работи можеби за различно толкување, меѓутоа генерално временото финансирање носи определени ризици. Добро би било ние како влада и како Министерство за финансии, добро е да истапиме пред собранието со буџет. Понатаму, како ќе се одвиваат активностите во крајна линија не зависат и од Министерството за финансии, од владата, туку зависи од политичката констелација во парламентот. Дали ќе се изгласа благовремено или не. Тоа, значи, зависи на некој начин и од добрата волја на опозицијата. Доколку не се изгласа, во тој случај одиме на концептот на времено финансирање. Има ли политичка волја на умов да се подржи нов буџет? За да има волја, тоа значи да нема насилство политичко и финансиско од другата страна. Сега, за вака да разговарате да барате волја од страна на опозицијата, вие треба минимум да објасните зошто не може да има прво времено финансирање. Второ, треба да објасните ако барате волја од опозицијата да седнете пред тоа и минимум, што не е ништо страшно, да разговарате за барем основните параметри во буџетот. Да се обидете, не мора со Киреналов или не е важна опозицијата таа, да се обидете на некој начин да покажете волја. Не вие сакате да покажете насилство. Не вие имате позади некој друг. На министра, значи сте решили да поднесете буџет. Значи во овие 2 месеци ќе направите втор нов упад во системот. Повторно ќе го кршите законот. За првиот пат за евроврзницата знаете како заврши работата, повторно го кршите законот. Значи, внимавајте. Не го кршиме законот за евроврзницата, знаете дека не го кршиме. Ќе каже судот. Само ќе платиме камата, 30 милиони. Ќе каже судот. А сега да се вратиме на ова. Како можете да поднесете нов буџет кога не е изгласан ребалансот? Кажете дали е тоа во закон, правничко толкување? Па објаснете ми вака сега. Кој буџет вие мене ќе ми го дадете како велите кога ќе дојде, кој ќе го пратите на влада во ред, ако го доставите до мене? Од левата страна, што ќе стои параметар со кој што споредуваме како ќе биде до година? Која бројка на секоја од точките? Не, кажете ми дали е формално правно? Што поише формално правно ли е ова толкување? Затоа што ние консултиравме правници и кажавме дека нема никаков проблем. Консултирате исто како Бришко
врска што беше присутна на телефонската линија. Тоа беше и не беше Не подпишано знам, од право. ако не споделете со граѓаните какво е правното толкување, за да го знаем. Како пратениците ќе работат на тоа, кога од левата страна ви имате фалс бројки, непостоечки бројки во моментов. Тоа е прва работа. Ако ги ставите од вториот ребаланс, вие ги навредувате. Прво, председател на собрание треба да ви го врати веднаш. Добро. Тоа е навреда за него пред се. Тој нема да го направи тоа. Бидејќи вие преодуцирате. Зашто го правиме вториот небаланс? Ребалансот Го правите за поплавите, ако добро памтам. Дали да не им даваме на луѓето, да не ги обештетиме тоа? Ова е бедно. Да не ги обештетиме. Ова е бедно. Вие може да почекате затоа да се заврши. Не бедно е. Кој тоа се спори? Вие не можете да поднесете нов буџет без да го имате изгласено ребалансот. Тоа е навреда за пратениците. Ако вие ги навредувате вашите пратеници. Не ги навредуваме, ние ги респектираме сите пратеници во парламентот. Со тоа вие не ги вреѓате граѓаните, со тоа вие тврдите дека тие таму сигурно ќе гласаат нешто. Што не е така. А како е тогаш? Не е така. Си постои согласно на законот за буџет, си има буџетски процес, се знае колку дена треба да биде буџетот во парламент, си постојат понатаму комисиски расправи, па кога завршуваат комисиските расправи се враќа повторно буџет. Значи не постои едноставно, не постои никаква можност. Не ви изгласа ребалансот. Ние од проста причина што имаме распуштање на парламентот, мораме да покажеме дека сме сериозни и дека имаме некаква визија за тоа што ќе представува буџет на Република Македонија за 2016 година. Ако не може да се усвои буџетот во ред. Тоа е тоа. Меѓутоа, ние мораме да настапиме со некаков буџет. Ако не може да се усвои буџетот, во тој случај, ние ќе одиме на систем на временно финансирање. Или после изборите владата може да донесе друг буџет. Сигурно ќе донесе друг буџет. Така да, тоа е тоа. Ќе оставиме да видиме како ќе се насилство, нити па некој има намера да прави насилство. Нема ни едно, ја кажам најпрво политичко и финансиско насилство. Нема ни една основа зашто треба да се донесе буџетот, а најелегантното решение е временно финансирање. Јас имав разговори со повеќе меѓународни финансиски институции и сите препорачаа дека е добро да имаме буџет за наредна година. Добро, во нормални држави се е тоа добро. Ние мислам дека сме нормална држава. Вие ако мислите дека седите како дополнителен заменик министер тука со вас, еве, дискутираме, влада која што ќе беше нормална. Нити Што ви значи загрозени? Па еве, дискутираме, дебатираме, изнесуваме да се тепаме, не е спорно. Па во нормална демократска држава не може да има, во диктаторска држава не постои дебата. Па прва е дебата, ви реков дека ова ќе биде најгледана емисија после 10 години. Мене ми е драго што еве дојдовте, особено во телевизија Нова и се надевам. Аргумент повеќе дека сте подруги од другите, тоа е единствено добро. Ниту последна. Точно е, во диктатура нема дебат. Да ја заокружиме. И баш ќе мериме кога последен пат ќе не викне повторно. Да, верувам дека ќе биде брзо. И минутажата да измериме повеќе му дадовме можност на Ајде, тука сте и двајцата. За да се искаже, за да не со сите ставови и со сите аргументи сепак. И се надевам дека интегрално ќе оди емисијата. Дефинитивно, поради едно лошо искуство од МТВ со вас. Да поентирам и да ја заокружам вечерашнава дискусија за уште едно медиумско експлоатирано прашање, а тоа е издавањето на државни хартии од вредност. Знаеме дека дополнителниот заменик министер за финансии бара врзан потпис. Што е спорно? Мислам дека во тој дел правните дилеми се веќе расчистени, колку што имам информација, веќе има некаква судска одлука во однос на тоа прашање, дека постои можност да се издаваат хартии од вредност на домашниот пазар без двоен потпис. Тоа не е точно. Тоа не е точно. Изманипулиран е министерот. Не постои судска одлука со која што тоа е пресудено така. Управниот суд донесе една сега скандалозна одлука во која што не навлегува во правното толкување дали треба да има двоен потпис, туку неколку дена пред да стапам, иако го чуваа случајот со месеци, неколку дена пред да стапам на функцијата повторно дополнителен заменик министер, го спори легитимитетот на Кирен Алмав, кој што во тој момент не бил дополнителен заменик министер. И Управниот суд искуцал политички памфлет, класичен во пресудата, бидејќи не го третира моментот на поднесување на ветото, тоа е тогаш кој министерот не беше, Миронски не беше министер, Старевски, туку го третира
периодот кога јас не сум бил дополнителен заменик министар. Веднаш е поднесена жалба на тоа до Висш управен суд, повторно го враќаме назад, значи во правното гледање на подписот, а во овој случај еве сега им кажуваме повторно Кире Наумов или било кој да беше дополнителен заменик министар, така не може да бегаат од таа приказна. Иначе за натаму јас ќе се обидам да му верувам на министерот, иако најпрво после еден разговор тоа не испадна така, министерот тврди дека до крајот на годината во сите закажани аукции само ќе ги рола, односно дека само ќе се задолжува толку што има за враќање. Евентуалните поголем интерес, како не постигнат 5 милиони евра, министерот тврди дека веднаш ќе ги користи буџетот, тука ги стави на депозитната сметка за идната година. Ке си стоите ли на зборот? Да, Ние се договоривме дека секој утро после тоа тој ќе покаже депозитна сметка дали се пренесени. Бидејќи многу од неговата партија никогаш не стоеле на зборот. Дефинитивно, државните харти од вредност како инструмент се многу корисни и за државата, меѓутоа и за развојот на финансискиот сектор. Постоја и соодветни препораки од страна на Меѓународниот монетарен фонд во однос на развојот на домашниот пазар на харти од вредност. Во однос на аукциите би сакал да истакнам дека имаше неколку аукции, околу 7 мислам дека беа прецизно, заради тоа што разговаравме за многу бројки, па веќе што ги одложивме. Добро би било до крајот на годината, доколку постои простор, да се обезбедат дополнителни средства за евентуално доколку се наоѓаме во системот на времено финансирање да се стартува годината со поголем износ на депозити. Тоа е нашата намера и со тоа можеме еве отворено тука говориме пред јавноста. Бидејќи го зборувавме тоа со министерот многу ферски, тогаш кога он не беше сигурен дека се поднесе буџетот. Сега веќе имаме нешто друго. Исто така да го врземе за уште една работа, дополнителниот заменик, ние имаме намера исто така за дел од средствата кои што ќе се потрошат за надомест на штети плавите, кои што се трошат од депозитите на некој начин. Разговараме интензивно со Развојната банка на Советот на Европа да успееме да обезбедиме ефтини средства со кои што би ги наместиле овие средства и тие средства повторно би останале како депозит за во случај ако не се успее со буџетот да имаме повеќе средства како држава за првите 3 месеци од наредната година. Значи нашата идеја и нашите намери се искрени. Ние веруваме во македонската економија, веруваме во приватниот сектор. Сакаме да обезбедиме подобар живот за граѓаните на Република Македонија и нормално повисок економски раст. Наумов, Миновски? 10 години покажа, можеби луѓето се трудат, како што кажа Миновски, но резултатите се тие. Македонија е посиромашна земја, Македонија полоши резултати од пред тоа и така натаму и дефинитивно она што е основно мора да се промени економската политика. Таа е погрешна, ние имаме концепт кој што велиме дека мора да се обрне многу повише внимание дека тоа е моторот малите и средни предпријатија домашни се. Правото нешто тие вработуваат најмногу луѓе, тие може да отворат нови работни места и поддршката мора да биде на тие мали средни семејни бизниси и дека огромни средства на подруг начин треба да се вложат во образование и здравство. Тоа се двата моменти кои што се многу важни бидејќи на Република Македонија и се најважни. Да се стопира процесот на иселување. На Република Македонија единствен голем ресурс на кој што може да се подпре се образувани луѓе, вредни луѓе кои што ќе имаат соодветно образование и здравство. И само на тоа може да се подпре и тоа е основната политика која што биде подруга од ова што до сега се случува овие 10 години. Дали македонската економија е на прав пат и како ги оценуваат економските политики и резултати, тоа сепак им оставиме на граѓаните и гледачите. Има можност од прва рака да ги слушнат ставовите и на министерот за финансии Кирил Миновски, но и на дополнителниот заменик министер за финансии Кире Наумов. Ви благодарам и на двајцата што одвоивте време и што се одваживте еве на прво јавно соочување во една ваква телевизиска дебата. Почитувани, ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете и натаму со телевизија Нова.